Благодарам колега Минов на репликата во врска со тоа што го зборувавте за загадувањето, за депониите, не знам во кое време и како и шо, меѓутоа загадувањето беше главна предизборна тема на ова владеачко мнозинство. Значи, пред избори ги гледавме како со маски шетаа по улиците и кажуваа како кога ќе дојдат тие на власт, воздухот веднаш ќе се исчисти и повеќе загадување во Македонија нема да имаме. Наместо тоа, со овој буџет се издвоени само 870 милиони денари во борбата против загадувањето, а имаме енормна загаденост. И токму заради таа енормна загаденост зборував и јас за депонијата, која што се надевам треба да има поддршка и во Кавадарци, бидејќи како што ќе загадува во Неготино, ќе загадува и во Кавадарци, цела Тиквешија е со тоа загрозена, а начинот ние во Неготино, бидете сигурни дека ќе си го најдеме преку еколошки здруженија, луѓето без разлика од партиска, верска и национална припадност. Сите едногласно застана и кажаа не за депонијата. Во врска со мојот амандман, кој што исто така не доби после изгледа поддршка од ваша страна, за прогласување на елементарна непогода суша во Тиквешијата, тој амандман е потреба на граѓаните, доколку сте ги сослушале лозарите, би требало тоа да го знаете, дека е потреба на сите жители, сите лозари од Тиквешијата. Ви благодарам.